Снимките од камерата најдобро покажуваат како изгледаше синоќа она што се случуваше на жителите во населбата на Шумски расадник, каде што дел од куќите беа поплавени од надоаѓањето на водите од Мавровица. Обилните врнежи кои што ја зафати и наша општина предизвика излевање на браната Мавровица, а со тоа и поголемо количество на вода во самото корито, кое што не можеше да ги прифати водите и се излеа токму во местноста Шумски расадник. Овде се поплавени доста куќи, штетите се големи, а општината веќе излезе со проценители кои што ќе ја проценуваа штетата и ќе дадат оценка за тоа колку штета е нанесено од овие поплави. Инаку, брза реакција имаше и од општина Свети Николе, така да на терен денеска видовме механизација која ќе го чисти коритото на реката, со што во наредните денови ќе се овозможи и доколку паднат нови врнежи, да тие бидат канализирани во реката, односно реката да не се излее во овој дел. Видите, водата беше во, не знам како да кажем, од 17 сантима, мислам во дворното место. Штети има огромни. Цела куќа ми е поплавена, хидрофор, гаражи, апарати за швицување, тоа се уништено од поплавата, од водата, најдојна што беше. Ова се повторува веќе 3 години уназад, во годината по 2-3 пати во годината. И сега ова беше најјака вода што е дошла во тие 3 години изминатите што добија до денес. До сега не се излега ден до ден денес, сега денеска дојдоа, снима, пишува нешто, па ќе видиме што ќе биде на тоа, не знам. Од ланската штета, што беше поплавата, немам ништо обештетено, ни комисија излегла, ништо нема тоа. А имаше огромна штета од тоа, од лани, мислам, што беше поплавата. Да, се дори браната не ја испуштат на време, пошто они кога прелија од озгоре, ја пуштат и истовремено и од оздолу, пошто тоа многу вода надојдена, а нема корито толку реката и мора да се излие водата. Решението треба да се ископа коритото најмалку 10 метра да има, а 4 метра длабина, да нема проблем никој да не се излева водата од реката. Пошто две реки се Периш и Мавровица, тоа е огромна вода, пошто ова корито не ја собира таа вода тука, толку нема корито. Па да, тоа се фрла, не може да кажем дека не, и градоначалникот денеска виде, лично со неговите очи, пошто фрлаа ѓубре тука во реката, пред неговите очи лично виде. Ситуацијата беше многу лоша. Тука кај нас се пливаше со вода. Последици е се под вода. Куќата веќе се подкопува темелите, ламинанто ми се подигна усобите. Дворот е, бунаро е пун позади, куќата е исто така вода. Ево тука гледате, подвира водата од темелите. Па мислам дека запишуваа тука, сега како се штетите проценети, не знам, важно дојде, ја само не запишаа име, презиме и тоа. Решение, ја мислам дека сето е реката. Значи реката треба да се направи подхитно, затоа што во нивото на реката треба да биде многу пониска него нивото на куќите. И ние секогаш кога има поројни дождови, вака дождови, ние секогаш вака алуваме со водата. Значи, среќа синоќе што тука со трактор нешто плугови пуштија, за да не дојде, иначе имаше да биде покатастрофално тука. Него ја извлечија водата тука малку да оде во блоковите на Шумски. И што друго да кажем? Катастрофа. Синоќе беше многу лошо. Ова влага на Шолича, во мислам, не знам. Во е подкопуват и ги темелите, самата вода ги подкопува темелите. Решение, не знам. Треба општината да тражи решение. Ние, што е до нас, ние не можеме ништо. Колку можеме, ете, бореме со тоа. Не знам, ете, уште тече вода. Значи, во нема ни да неколку дена, не јавува дека пак има дождови и како ќе биде, не знам. Не знам како ќе биде. Лошо. Само после камако се копнане,
Ето. Мошто да се